Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Протекувањето на аудиоснимката на која се слуша гласот на пратеникот Павле Богоевски и неговата изјава дека не нарачувал кокаин, туку масло од канабис за близок роднина, предизвика и се уште предизвикува мноштво реакции. Опозицијата бара од Богоевски да се повлече од пратеничката функција, владеачката ДУИ заговара ветинг на сите функционери, а пратеничката група на исклучените од ВМРО ДПМН бара сите пратеници да направат тест за употреба на наркотични средства. Среде сите овие коментари, вчера пратеничката од редовите на владеачката ЛДП Јулијана Николова излезе со најава на иницијатива за легализација на рекреативната употреба на марихуана. Дали изјавата е поврзана со случајот на колегата Павле Богоевски и што точно подразбира иницијативата на ЛДП, вечерва ќе ја прашаме лично пратеничката Николова, која ќе биде дел од дебатата заедно со Јанаки Митровски од Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка и Владко Деков од ХОПС, дел од коалицијата Маргини. Кои се аргументите за и против легализација на канабисот, чија употреба во медицински цели е дозволена од 2016-та. Кон крајот на емисијата е редовната саботажа. Останете со нас, дебатата на најавената, верувам, провокативна тема почнува за кратко. Гледате 360 степени. Најавата на иницијатива за легализација на употребата на марихуана е наша тема за вечерва. Во студиото ја имаме Јулијана Николова, пратеничка на ЛДП, која што вчера ја даде изјавата, со која што најави ваква иницијатива. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Јанаки Митровски, дел од Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка, инаку адвокат и магистар по правни науки. Да. Може би малкумина знаат, дури вашата магистарска теза е поврзана со оваа тема за која што вечерва ќе зборуваме, легализацијата како начин на сузбивање на трговијата со наркотици. Да. Благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата, Воско. И Владко Деков, реков дел од ХОПС. Исто така, повеќе од 20 години активност на планот на намалување на штетните последици од употребата на дроги. Добро вечер и за вас. Добро вечер, Добро да. ве представив. Па да, мада јас повеќе би сакал не само во однос на намалување на штети, туку и во областа на зависноста. Инаку можеби јавност исто не знае, мојата магистратура е исто така поврзана со оваа област. Станува збор за компаративна анализа на политиката за дроги помеѓу Португалија, Холандија, Соединетите американски држави и Македонија. Добро. Еве, ова се референции некакви кои што претпоставам за публиката кажуваат дека имаме релевантни, компетентни соговорници вечерва. Ќе почнеме со пратеничката, реков Јулијана Николова, дел од владеачката либерално-демократска партија, која што е дел од пошироката коалиција предводена од СДСМ. Вчера дадовте една изјава во која што најавивте законска иницијатива, скорешна законска иницијатива за легализација на рекреативната употреба на марихуана. Многумина тоа го видеа како тесно поврзано со актуелниот случај со колегата Павле Богоевски. Зошто вчера ја дадовте таа изјава? Значи, ги знаеме сите последните случувања и сето она што се случуваше и беше актуелно овие денови. Она што е важно, вчера дадов изјава каде што јасно кажав дека за мене е непримерно и невкусно да коментирам некоја неавтентична снимка, која што не знаеме ни како дошла, ни кој ја поставил, ни дали е автентична. Јас во оваа прилика само можам да кажам дека го поздравувам начинот на кој што Павле Богоевски јавно излезе и транспарентно се огласи пред јавноста. Богоевски рече дека тоа негов глас. Дури и предпостави дека е снимен во такси, временски лоцираше кога тоа се случило. Зато токму и затоа го поздравувам неговата реакција и дополнително тоа што се обрати кај органите кои што сметам дека се надлежни да истераат работата до крај, да испитаат, така што нашето мислење или нашите коментари би биле излишни. Значи, некако чувствувам како да имам потреба да завршија председателските избори, некој беше за Река за Гордана или бойкотира или за Стео,
Па сега имаме нова потреба од поделби, кој верува, кој не верува, кој е за, кој е против. Дали вие со вашата изјава се обидовте да го покриете делумно колегата? Апсолутно не, и тоа го темелам врз база на тоа што во изминатиот период ние во континуитет работиме на оваа проблематика. Еве тука и господинот Јанаки, кој што соработуваме со него, исто така и со Маргини соработуваме доста. Значи, во изминатиот период председателот на ЛДП Горан Милевски, кој што исто така е председател на Комисијата за економија, организираше во собранието јавна расправа на тема придобивките од легализацијата на марихуаната, економски придобивки. Не се сеќавам точно на работниот наслов како беше. Јас за жал бев службено отсутна и не присуствував, меѓутоа ги разгледував сите оние изјави, сите настапи на луѓето и можам да кажам дека исклучително квалитетна дебата. Исто така, нашата ЛИДЕМ или младинската организација во склоп на ЛДП континуирано работи на, еве сега имаше штанд на Конопфест, работат на кампањи за подигнување на свесноста, учествуваат во различни трибини, дебати. Јас се појавам често, иако морам да признам дека ова не е моја најтесна специјализација од човековите права, јас повеќе сум насочена малку кон другите теми, но исто така сме активно сите вклучени, бидејќи веруваме дека тоа е Што е концептот за кој што се залагате на овој план? легализација или декриминализација. Тоа го дискутиравме. Значи, еве имаме тука двајца експерти. Мене кога ќе седнам покрај луѓе кои што толку се запознаени со оваа проблематика, ми импонира и ми представува чест. Јас сум информатичар по професија, но користејќи нивното знаење, компаративните анализи од она што се случува во светот, како е уредено, ние сакаме да направиме еден соопфатен и одржлив модел кој што ќе биде применлив тука во Македонија. Нели не може ниту еден модел да се преслика комплетно и да биде соодветен за ова поднебје, за кај нас или за нашата држава. Така што, еве, грубо кажано, ги користиме, односно во соработка со невладините организации сме во потрага по изнаоѓање на едно најдобро законско решение, секако со вклучување на многу јавност, многу дебата, бидејќи доколку не е моделот оптимален, не може да биде ни одржлив. Што ви се главните аргументи за да тргнете воопшто во ваква иницијатива за легализација на рекреативната употреба на марихуана? Постојат многу аргументи за. Многу од нив беа искажани на таа јавна дебата. Значи, од различни аспекти. Можеме да зборуваме од економски, од здравствен аспект, од било кој аспект. Еве, би се осврнала на неколку, сега емисијата е кратка и колегите сигурно повеќе ќе се осврнат понатаму. Значи, една од аргументите е дека со легализација на марихуаната се намалува криминалното дејание во врска со продажбата на марихуаната, односно се преселува од сивата зона, односно црниот пазар, во рамките на законските норми кои што ќе ги постави државата или во рамките на она што ќе дефинираме како закон за легализација. Понатака, секаде каде што е декриминализирано или легализирано или либерализирано, да кажеме, се намалува користењето на тешките дроги. Исто така се намалува користењето и на самата марихуана и алкохолот и сите други, еве да речеме, субстанции кои што имаат одредено дејство. Јанаки, вие сте работеле компаративно на истражување поврзани со оваа тема. Точно е ова што го зборува Николова? Да, точно и не завршува приказната тука. Првенствено е точно тоа дека во сите земји каде што се спровеле полиберални политики за наркотици или да се задржиме на канабисот, на еден среден и долг рок доаѓа до намалена употреба на така наречени hard drugs. Најеклатантен пример за тоа секако е Португалија, која што ја декриминализираше употребата на наркотици, на сите наркотици по една сериозна хероинска епидемија во 90-тите. Тие нема како да се справат со таа хероинска епидемија, чија преваленца во одредени месеци до изнесуваше 2,2%, што е енормно висок процент за што велат искуствата од таму? На наркотик, и искуствата велат дека сега 19, односно 18 години по примена на тие законски измени, преваленцата на употреба на хероин на генерално ниво е 0,1%, што е некое најниско ниво кое што е мерливо. Исто така, оно што сакам да го посочам е една од главните аргументи во наводници на оние кои што се противници на легализација или декриминализација на канабис е дека ќе се доведе до експлозија на употреба на наркотици па и на канабисот. Сите компаративни истражувања го негираат тоа, освен оној првичен период
краток, така наречен, ја го нарекувам на еуфорија од легализација или декриминализација на канабисот, на среден и долг рок доаѓа до стабилизирање па и намалување на употребата на самиот наркотик, чисто за на самиот канабис, чисто за споредба, фамозната Холандија, нејзините млади, односно тинејџери и оние кои се на факултет, се со најнисок процент на употреба на канабис, меѓу најниските проценти на употреба на канабис во Европа, така да тоа е една фама која што се шири кај оние што се противници, што живеат во некој друг век, кои што се уште тврдат дека канабисот е gateway drug и така натаму. Се разбира, бенефитите не се само од тој аспект, ќе се доведе до дестигматизација на уживателите на канабис. Ние денеска имаме една неприродна состојба во Македонија да уживателите на канабис се гонат жестоко, противправно, со запретена казна од 3 до 10 години. Моника Ристевска е Моника моментално е во притвор. Повторно притворена. Одредена е во саботата на дежурен судија при Основен суд Куманово, е одреден притвор заради посет на 14 грама канабис, што е многу дискутабилно, затоа што, доколку ми дозволите 30 на секунди, затоа што кај нас во 2009 година чинам се воведе на членот 215 се воведе привилегиран, односно полесен облик, помало количество, но тоа направи повеќе проблем отколку што донесе добро, затоа што самиот став 2 не го детерминира тоа, членот 122 не го одредува тоа, кој ги појаснува користените изрази и тоа го злоупотреби господинот Лјупчо Шврговски, кој тогаш беше јавен обвинител и пушти едно упатство задолжително до сите со назнака доверливо, со намера да се скрие од јавноста. Последниот повод за оваа, ќе наречам, акција против Моника Ристевска е видео кое што таа го има објавено на Facebook, на кое што пуши марихуана, не? Не би знал да ви кажам кој е конкретниот повод. Каде е продадена марихуана, така и неа дома? Во Куманово, во стан во кој што таа го изнемувала, зборуваме за 14 грама канабис кои што се најдени во едно пакување, значи не говориме да е поделено на повеќе пакувања, па да тоа укажува на интенција за продажба, нема вага, беа одземени одреден број на предмети со цел да бидат тестирани кои што се вратија како негативни, меѓутоа кај нас позицијата на јавниот обвинител е исклучително привилегирана. Јас имав доста аргументи пред судијата на претходна постапка. Вие ја застапувате лично? Да, јас ја застапувам по втор пат, меѓутоа кај нас и судиите на претходна постапка се пресервирани према обвинителството. Дали Моника Ристевска води некаков инаец со институциите? Или на таков начин, да речем, го тера својот активизам? Па тоа не знам колку е правилен начин на терање активизам. Јас и повеќе пати приватно сум се обидел да ја укажам дека првенствено не се согласувам со таков тип на активизам, не гледам зашто би требало да се снимам дека конзумирам канабис, не го сметам тоа како никое достигнување. Си го сметам за мое задоволство или за мое право, како сакате. Тоа е првата работа. Втората работа, сметам дека сега се наоѓа во една многу деликатна состојба, затоа што претходно имаше предметно, веќе е на условна осуда и мислам дека системот или подобро кажано припадниците на МВР се намерачени, така да кажеме, не сакам да употребам прегруби збор, затоа што по нејзино кажување и укажале при апсење припадниците на МВР од Куманово дека подолго време ја следат, иако таа, барем така ми тврди дека веќе не се занимава со изработка на масло од канабис, односно само го конзумира канабисот. Повторно ќе ви потенцирам дека нема вага, нема никакви елементи на продажба, во едно пакување они се држат на противправното задолжително упатство, кое што па кажува дека секоја количина над 5 грама, што е малку смешен квантитет, ви дава една злокобна реченица, има намера да продава и тоа ви е завршена работа во моментот кога ќе го напише обвинението, што е помалку страшно. Да. Деков, ова што го зборува Митровски, спомнувањето на Холандија, предпоставам дека кај генералната публика е прва асоциација за земја која што има полиберален однос кон употребата на марихуана, иако кога ќе се погледнат, да кажам, по-конкретно стандардите, правилата, и не е баш така, бидејќи продавањето на марихуана дури во кофи шоп е технички нелегално. Велам технички нелегално, бидејќи тоа со закон не е дозволено, но се толерира. Така е.
Значи, кога станува збор за одредени модели за регулирање на употребата на психоактивни субстанции, во конкретно случај на канабисот, ние можеме да зборуваме за одредени законски решенија, меѓутоа мораме да зборуваме и за политиките. Што сакам да кажам? Дека законските решенија се едни, меѓутоа одредени односот на државата кон одредени активности на нивните граѓани може да ја надминуваат законската рамка, односно да се толерираат одредени прекршувања на тие закони. Таков случај со Холандија. Вие рековте да забрането е, прекршок е продавање на психоактивни станци, во конкретен случај канабис во кофишоповите. Забрането, критично дело е да набавувате канабис и да го продавате. Меѓутоа тоа се толерира. Затоа тој е проблем во Холандија познат како backdoor, односно проблем на задна врата, се мисли на задната врата на кофишоповите, од каде што тие може да всушност го снабдуваат кофишопот со одредена количина на канабис. Инаку тоа што е дозволено во Холандија е поседување на марихуана до 5 грама и можност приватно дома да одгледувате до 5 стебла марихуана. Добро го разбирам тоа? Така, и не само во Холандија. Јас уствари не би сакал само за Холандија да зборувам или за некој конкретен модел. Јанаки спомна тука каква е законската регулација во Португалија. Чешка исто така има многу либерална законска рамка и не само законска рамка, туку и таа политика на толеранција на употреба на одредени психоактивни субстанции, повторно ќе кажам, пошто денес сме тука за канабисот, и се однесува тој на канабисот. Она кој што мислам дека е многу значено да се напомени е следново. Прво, канабисот и употребата на канабисот долги години во нашава земја, па воопшто и во регионот, беше сатанизирано. Се сметаше дека тој кој што употребува канабис е наркоман, некој кој што не може да се носи со собствените проблеми и така натаму, што во суштина најчесто не е точно. Тоа е прво. Таквото сатанизирање произлегуваше од одредени идеолошки сваќања, не од она што зборува науката. Затоа јас би спомнал само два истражувања, затоа што јас произлегувам сепак од организација која што се бави исклучиво со научни истражувања, а не со да кажеме информации кои што произлегуваат од одредени портали. Со ова не сакам да намалам значењето на порталите и на медиумите, меѓутоа кога тие објавуваат треба секогаш да се повикуваат на релевантни истражувања, затоа што денес во сферата на медиумите ви можете да најдете секаков тип на информации кои се многу контроверзни, па дури и лажни, сведоци сме за тоа. Значи прво и основно, мислам дека е значено да се спомне истражувањето на Девид Нат, кој што е професор по неврофармакологист, кој што долги години беше национален координатор за дроги на Англија и професор на најзначените факултети поврзани со употребата на дрога, односно со формацијата во Англија, па и навер во други земји. Значи тој во 2009 година истражуваше штетноста на видовите на дроги, значи на сите видови дроги, и тоа по 3 параметри: физичките штети, можноста, односно потентноста на субстанцата да создава зависност и социјалните штети. Резултатите се следни. Најштетни психоактивни субстанции последни во средослед се: алкохол е на прво место, второ место е хероин, трето е крек, четврто е метамфетамин, пето е кокаин, шестото е тутун, седмото е амфетамин, осмото е канабис. Значи, знам дека за дел од јавноста ова може би звучи радикално, меѓутоа повторно ќе кажам, мораме конечно да ги користиме релевантните податоци кои што ни кажуваат вистината. Второто истражување е нешто кое што ние тек ќе го објавиме. Во ХОПС изминативе 2 години прилично работевме на терен. Главната цел ни беше да утврдиме традиционалната употреба и производство на коноп во Република Македонија. При тоа дојдовме некои многу интересни податоци. Значи конопот кај нас се употребува долги години за најразлични цели. Сите знаеме за употреба во индустријата, нели, за производство на одредени текстил, коноп, канап, јажење и слично, облека. Меѓутоа најдовме информации дека во одредени делови на Република Македонија се користел и за храна и за уживање. Таков е примерот, да кажеме, во струмичкото село Добрејци, каде што најголемиот дел од жителите не се противат на употребата на канабис за задоволство, односно за уживање.
И пред неколку години излезе еден текст тоест една информација во медиумите, струмичанец привел во полиција дека му крадат од марихуаната. И тоа беше искористено како виц и кој обвинување на истиот човек кој овој будала како може вако нешто да приведе во полиција. Меѓутоа тоа ни кажува само едно, дека тој смета дека таа марихуана е негово лично право и дека не смее никој да краде од неговата марихуана. Затоа тој се почува потпуно слободен, не гледајќи ги законите, не водејќи сметка дека всушност може да се инкриминира сами од себе си, меѓутоа луѓето во одредени делови во Република Македонија сметаат дека тоа е нивно природно право им припаѓа. Така да кога се носат законите, ние мораме да ги имаме во предвид и тоа. И посебно ќе завршам сега, законските промени се едно, меѓутоа ние сметаме дека покрај законските промени треба да се внимава, односно да се понуди соодветен модел на регулација на канабисот. Поконкретно на сите видови психоактивни супстанции, меѓутоа не само на канабисот. Што значи тоа? Значи едно е да го тргнеме, нели, односно да се декриминализира, кај нас е на пример декриминализирано поседувањето за лична употреба и употребата, значи кај нас тоа е декриминализирано. Меѓутоа е криминализирано сето останато. Вие не можете да употребите дрога ако не купите од некого. Ако ве фатат како купувате, тогаш тоа е кривично дело. Значи веројатно тоа треба да се смени, меѓутоа покрај тоа моделот треба да опфаќа и некои други работи, односно политики. Што би значило тоа? Каде ќе се продава? На кого ќе се продава? Дали ќе има одредени санкции кон оние кои што возат под дејство на канабис или нема да има никакви санкции? Дали на малолетници, односно дали на под 18 години ќе може да се користат и така натаму. Значи постои голем и секако моментот да не забораваме образованието и едукацијата. Пошто повторно ќе нагласам, сега во главно луѓето учат од социјалните мрежи, да, од некакви алтернативни извори, кои што е прашање колку се релевантни или кредибилни. Николова, има ли нешто на хартија ставено? Спомнувате соработка со дел од Сдруженијата, Билка веројатно меѓу другото е дел од таа мрежа на организации со кои што соработуваат. Имате нешто ставено на хартија, се работи или веќе се пишували? Така, има неколку модели до сега изработено и ние правиме анализи од кој дел, кој да се земе, кој да се примени, се направи една целина која што ќе биде навистина, како што кажав, применлива и сеопфатна. Заеднички го работиме со невладините, исто така го работиме внатре во парламентот, знаете, една идеја треба да созрее, треба да и дојде времето, бидејќи ние ова не го правиме за да собираме политички поени. Значи дошле луѓе кои што биле заинтересирани, препознале, виделе во нашата програма дека имаме меѓу другото во делот на човековите права и легализација на марихуаната. Затоа, значи на барање на луѓето и на граѓаните, сакаме да го направиме овој закон да влезе во процедура и не само да влезе, туку да се изгласа. Доколку имаме нашите мотиви сега овака да излегуваме по телевизија, да собираме поени, би го дале уште веднаш, меѓутоа, дали ќе се прифати, дали свесноста ќе се озрее, дали ќе можеме доволно да излобираме кај колегите тоа да помине, дали добро ќе го аргументираме, објасниме, моето следно логично прашање е, имавте ли некаква координација за сега, барем генерална со дел од партнерите во коалицијата? Например, бидејќи СДСМ е најголемата партија, веројатно главно е што велат во СДСМ, што мислат за ова? Значи, неформални разговори секогаш има со самото тоа што ние сме ние. Сега кажувам за пратеникот Горан Милевски, кој воедно и председател, организирал јавна расправа на оваа тема. Интенцијата е јасна, сме разговарале во неформални наврати, меѓутоа нели сепак треба да имаме готово решение кое што ќе оставиме, да го разгледуваме и да дискутираме за нешто конкретно. Сега се уште сме во делот на нашата аргументација, разговорите зошто, кога, како, така да во следниот период ќе видиме како ќе се одвиваат. Нашата интенција е што е можно поскоро. А со ВМРО ДПМН контактирате на оваа тема? Секако да, разговараме. Значи, сето тоа се сепак неформални разговори, секогаш има различни мислења. Дури има и луѓе и од ВМРО ДПМН кои сметаат дека можеби е во ред тоа, значи сето тоа се неформални разговори и има луѓе од различни области кои различно гледат. Се работи за човеково право, а човековото право е универзално и сметам дека нема разлика помеѓу конзервативните партии или либералните партии. Битно е како човек е поставен, односно тој како гледа, сепак нели индивидуалниот праг на секого е различен. Иако на крај знаеме дека нели се почитува во најголем дел партискиот став кога се носат одлуките. На крај во парламентот мнозинството ќе реши. Тоа е. Митровски, вие лично за каков модел се залагате?
Јас лично се залагам, и ако ме прашувате конкретно за канабисот, и Сдруженијето во кое што сум еден од 7 основачи, кое што сега брои 18 членови, се залагаме за еден модел на легализација на канабис кој што задолжително ќе има поголема инклузија на што поширок број на граѓани. Сегашната, например во Македонија има една погрешна перцепција дека канабисот е легализиран во медицински цели, канабисот е приватизиран во медицински цели, се донесе едно исклучително лошо законско решение кое го фаворизира исклучиво само големиот бизнис, при што морам да потенцирам дека во Билкање немаме ништо против да оние комерцијални субјекти кои се веќе 18 на број, нивниот број постојано расте, немаме ништо против да остваруваат профит, тоа се комерцијални субјекти, нормално дека ако немаат финансиски интерес не би се ни занимавале со тоа, меѓутоа поставеноста на законот е таква да не ги обврзува со ништо правните лица да допринесуваат за граѓаните од кај што државата го црпи својот суверенитет на крајот на краиштата, им овозможува златен бизнис, додека сите освен едно правно лице, сите се концентрирани исклучиво на извоз, што не е тешко да се претпостави бидејќи Македонија е мал пазар, меѓутоа тоа доведе до една неприродна парадоксална ситуација да ако јас имам €1.000.000 и често и добри политички врски, можам да имам неограничен број на растенија во мојот посет и да ме викаат бизнисмен, а доколку имам, да речеме, болна мајка, што јас, например, имам мојата мајка почина од канцер и немам финансиски средства да набавувам легално или на црниот пазар и се одлучам да засадам 5-6 растенија строго за изработка на канабис за медицински цели, тоа ќе се најдам под жесток прогон. Оно што ние го нудиме, оно што оваа држава минимум мора првично да направи и ќе инсистираме заедно со оние партии кои инкорпорирале легализацијата на канабисот во своите партиски програми, кои се парламентарни, ќе инсистираме да првиот чекор што оваа држава сметаме дека им го должи на своите граѓани да го декриминализира канабисот за лична употреба, да се детерминира, да седнеме да детерминираме што е прифатливо за државата да се одреди како лична употреба. Јас во главата си имам Што е според вас некаква рамка? За мене е 30 грама канабис лична употреба, што би било некоја месечна количина на, не знам, по 1 грам, по една цигара дневно да конзумирате, би било нешто што би представувало лична употреба на канабис, со тоа што треба да се појасни на гледачите дека говориме кога нема други елементи за продажба, бидејќи половина грам канабис можете да бидете основано таргетирани за продажба ако сте фатени дека вие го предавате и примате пари за тоа. Говориме кога нема вага, кога нема пим мерки, кога нема сведочење од полицајци, кога нема пакување во малопродажна количина. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор, во економскиот дел се залагаме за целосна легализација на канабисот со правење на дистинкција помеѓу правни лица кои што се занимаваат со одгледување на канабисот и правни лица, така наречени диспензери кои го продаваат канабисот, без да има ограничување да некое правно лице се занимава и со двете активности. Задолжителна инклузија на македонскиот земјоделец, ако јас не сум експерт за ЕУ, меѓутоа знам дека Европската унија е доста сензитивна на давање субвенции, а вие знаете дека е на 151 милиони мислите? 150 милиони. Не, 150.000 македонски земјоделци примаат субвенции и сега, ако ние, да речеме, за 5 години влеземе во ЕУ, мислам дека сега е времето, а не тогаш, сега е времето кога оваа држава треба да размисли што со тие земјоделци и фаворизирање на мали микробизнис предпријатија, за разлика од сегашниот модел кој што се форсира, при што не мислам, ако претпоставувате, не мислам на роднините на премиерот, бидејќи тоа е многу популарно прашање, секогаш кога се спомне реализација на канабис ме прашуваат за тоа. Не, тие само користат еден модел кој што е наследен и кој што очигледно им одговара, бидејќи условите се такви да го фаворизираат исклучиво високиот бизнис. Вие зборувате, и само што е многу важно околу образованието, јас сакам да мислам дека повеќе пати имаме посочено, имаме остварено првични контакти, неколку состаноци со професори од земјоделскиот факултет во насока на основање на институт за канабис
при земјоделскиот факултет е спремен, или барем тие професори со кои што ние остваривме контакт, се спремни да биде земјоделскиот факултет носител на тој проект, што е нормално. Вие зборувате за промени во делот на медицинската употреба на канабисот. Не, јас говорам за целосна легализација и во рекреативна употреба, додека во медицинска употреба ви благодарам што го начнавте и тоа прашање. Тоа се донесе во 2015, почна се применува во 2016 март месец законот. Од тогаш ниту еднаш се донесе правилникот од Министерството за здравство кој што детерминира само 4 состојби каде што може канабисот да се користи, значи ХИВ, канцер, мултиплекс и епилепсија. Една идиотска одредница дека само доктори од јавно здравје може да препишуваат, што е кретенизам, затоа што јавното здравство и приватното здравство во Македонија се изедначени, и таа листа ниту еднаш не е ревидирана. Во Германија се користи за преку 20 состојби, во Америка за преку 100. Например, во овој момент ние имавме медицинска трибина пред година во 2018 март месец, каде што доктор Филип Гучев, кој што е директор на клиника за ревматологија, го постави како прашање, докажано е дека канабисот помага, и тој презентираше самиот меѓународни истражувања кои што докажува дека канабисот сериозно помага во третманот на болка, а легално, например, нас не може да се примени. Добро, Деков, би влегле ли во коментареве на дел од работите за кои зборуваше Митровски? Например, вели 30 грама на месец. Што мислите вие за тоа? Посет на 30 грама? Разбирам, да. Да, влегуваме во некои детали кои што веројатно треба да ги усогласиме. Тие веројатно се најинтересни за публиката. Така. Например, во Португалија, во Чешка, каде што се е декриминализирана употребата на поголеми дел од психоактивни супстанции, не само на канабисот, имат и позитивни и негативни моменти поврзано со одредувањето на количина за лична употреба. Да, позитивниот момент е тоа што човекот може да биде слободен да купи одредена количина, сега дали тоа ќе биде 30, 50 или 80 или 100 грама, е во ред да отиде и да купи. Меѓутоа, што стана во збора кога тој има, дозволени се 30, а тој има 33? По автоматизам тој ќе биде кривично гонет, а нема интенција за продажба, туку едноставно е повторно за лична употреба. Затоа велам, законските решенија е едно, јас се согласувам со Јанаки дека треба да кажем да се одредат одредени количини, меѓутоа повторно би се налазил на самиот старт на дебатава. А тоа е толеранцијата која што треба државата да ја покаже во одредени моменти. Моделот на регулацијата не е нешто кое што треба да биде Библија и без никакви други докази дека, пример, од тие 33 грама не му се за продажба, него се за лична употреба, тој дефинитивно не може да лежи да биде кривично гонет. Така да, во главно мислам дека ние тука кои што седиме вечера на масава сме согласни, сме во еден правец, станува збор веројатно за некои детали кои што во понатамошната експертска расправа треба да се усогласат. Колку е 1 грам канабис? 1 грам. За цена зборувам. Тоа е многу дискутабилно, во Република Македонија не може да се пофали. Иако јас кога бев, например, не знам, средно факултет, тоа не беше случај, меѓутоа во последно време има наплив, или во последниве години има наплив на исклучително неквалитетен канабис. Ви да не конзумирате канабис и некој што не конзумира канабис, веројатно знае да каже дека канабисот е со зелена боја во последно време, потемнува и е повеќе кафеава, па и црна. Канабисот е исклучително ефтина овако, да речеме дека 1 грам канабис би ве чинел во зависност од тоа дали ќе купите 1 грам канабис или повеќе, би ве чинел меѓу, не знам, 80 и 150 денари, додека оние високо квалитетни сорти или така наречени хибриди може да достигнат и до цена од 10 евра, па и повеќе од грам. Меѓутоа би сакал да кажам дека има пречка во ова што има правни пречки во ова што го збори Деков, затоа што членот 215 кој што таргетира наркотици од кривичниот закон како едно од инкриминирачките дејства има и намерата за продажба. Значи не мора тука обвинителството да докажува дека вие сте продавале, туку дека ви е јасна интенцијата на продажба и тука доаѓа количината во прашање, а тоа е се препишано од трите конвенции на Обединетите нации за борба против наркотици, каде што и намерата за продажба се инкриминира. Јас, например, имав странка која што застапував,
која што беше уапсена со 850 грама канабис и ме убедуваше мене, што е малку, мислам, јас сум адвокат, веројатно према мене треба да биде искрен, и ме убедуваше и мене дека е за лична употреба. Знаете како 850 грама канабис, дури да конзумирате канабис на редовна основа, на лична употреба ќе го употребувате со години, така да ќе дојде до проблем да ова што го говори со Деков не може да се стави во пракса, бидејќи и тој господин може ќе рече вие немате сведоци дека сум продавал, меѓутоа намерата да се продава се докажува со количина. Да, сега доаѓаме до клучното прашање, тоа е судската пракса. Значи, ден денес имаме ние повеќе случаи кои што знаеме дека поседувањето на одредена количина на дрога кај нас не е кривично дело. Меѓутоа судската пракса е сосема поинаква. Значи, повторно ќе кажам, едно е легалистички да се гледа на работата. И тоа е одлично. Јас не сум против легалистички пристап. Меѓутоа, освен легалистички пристап мора да постои политички пристап. И тоа е сегде, тоа е тренд, тоа е нешто тренд во кој што во политиката на дрога во цел свет. Значи, мора да постои одредена форма на толеранција. Повторно се спомнав што тука често пати е Холандија. Во Холандија, на пример, јавното обвинителство има за право да одлучи дали овој случај воопшто ќе биде гонет, иако е противзаконски или не, ако тој случај не е од јавен интерес. Ма колку сакате вие, мислам, народот нека се буни, затоа што некој бил фатен со одредена количина на коноп или било која друга психоактивна супстанца, ако јавното обвинителство процени дека тоа не е случај од јавен интерес, човекот нема да биде осуден. Ова е сериозен проблем и само кратко извинете што упаѓам и ќе оставам повеќе простор за Јулијана. Ова е сериозен проблем во пракса, ова што го говори Деков е апсолутно во право, затоа што потекнува од криминалното упатство кое што го продуцираше јавното обвинителство, а сите судии го приемчуваат како да е Божје слово, затоа што секој еден во Македонија што е фатен со над 5 грама канабис, што не е воопшто сериозен квантитет, јас може да одам на одмор и да носам, не знам, 6 грама канабис. Бидам уапсен, задолжително по автоматизам ќе добиам обвинение под онаа злокупна реченица има намера со намера да продава. Тоа ќе ве доведе пред суд, каде што ќе се соочите со казна затвор од 3 до 10 години. Сега оние што практицираат кривично право знаат дека за да се изрече условна казна во Република Македонија треба да ви е детерминирана максимална затворска казна од 2 години, што ќе ве доведе до ситуација да вие мора да го признавате делото за да добиете убlažување на казната до 2 години па да се надевате на условно, и од тие причини ние не можеме ниту еден од овие предмети да ги изгураме до Страсбург, каде што тврдам дека ќе се утврди и повреда на правото на правично судење поради повикување на противуставно упатство. Упатството инаку е со назнака доверливо, спротивно на Законот за класифицирани информации, член 8, каде што многу јасно пишува што може да добие назнака доверливо, економска, воена тајна и така натаму. Мојот длабоко убедување е тоа е за да се сокрие од јавноста противправното постапување, и во Португалија кај нас многу малку се работи на она што Деков и Хопс го работат, а тоа е намалување на штети. Во Португалија, кога првпат ќе ве фатат со наркотици, не ве праќаат на суд, туку се среќавате со советодавен тим составен од правник, социолог и психолог кои работат со вас. Значи не е секогаш санкцијата најдобра опција. Да, Николова, си имате поставено некаков рок до кога ќе се обидете да излезете со некакво законско решение? Немаме јасни поставени рокови, ќе видиме како ќе се одвиваат. Знаете дека постојано ние од 2000... Но зборуваме за мандатот на актуелниот парламент. Секако, да. Во овој мандат, во догледно време, знаете дека од 2016 година навеќе постојано сме во фаза на избори, референдум, постојано имаме други случувања кои малку го одвлекуваат политичкото внимание, така што сега веќе завршија сите циклуси, можеме да се посветиме, се надеваме, и можеме да се посветиме на нашите програмски определби кои што сме си зацртали, сме дали како ветувања пред граѓаните да ги исполниме. Да го искористам присуството овде. Што мислите за оваа иницијатива на пратеничката група на пратениците кои што беа исклучени од ВМРО ДПМН? Тие велат, мислам дека дури веќе во понеделник да се овозможат услови лекарски тим сите пратеници на доброволна основа да направат тест за употреба на наркотични средства.
Така пишува во нивната Го видов иницијатива. тоа денес, и ако ми дозволите некоја минута плюс, би сакала да споделам. Денес е 17 мај, ден на бифобија, трансфобија и хомофобија против. Така што во собранието има група за поддршка на ЛГБТ и денес добивме награда, јас сум дел од таа група. Кога се формиравме пред година и пол, бевме 6 луѓе. И многу често беше интересно и колеги, не само луѓе од надвор, ми пристапува и ме вика: а вие да не сте, зошто сте внатре? Јас некако ни тогаш, ни сега не чувствував потреба да објаснувам што сум, дали сум, што не сум. Така и сега, воопшто, јас лично не чувствувам потреба некому да докажувам дали јас конзумирам, колку конзумирам. Ние сме избрани од граѓаните. Меѓутоа, ги охрабрувам колегите кои што сметаат дека треба да објаснат пред јавноста, кои имаат потреба да покажат нешто, да докажат, ги охрабрувам да го направат тоа. Сметам дека за мене тоа е на некој начин нарушување на приватноста, нарушување на човековите прави слободи и среќа што е опционално, тие го нудат како опција. И ги охрабрувам доколку имаат потреба да докажат пред јавноста или пак имаат некои своји лични причини да го направат тоа, слободно да го направат. Самка Ибраимовски можеби ќе биде прашан, бидејќи го видов денес на сликата заедно со групата. Да, Самка денес се во придружи поддршка на таа група. ЛГБТ. Така, ние почнавме 6 луѓе, сега сме веќе 16 луѓе, тоа зборува дека колку се зголемува свесноста и колку се отвараме кои некои теми кои допред некое време беа табу, а се дел од оние човекови права кои што веќе се насекаде низ Европа и во светот се нешто мејнстрим и сосем нормално. Исто така би го искоментирала и она што го имаше вчера, излезе колегата од ДУИ, Артан кажа за ветинг, значи имаше предлог дека треба да има тестирање на наркотици, на криминална корупција. Значи, верувам дека секој предлог, сега звучам како премиерот, тој секојаш дека треба да се разгледа и вреди да се разгледа, и така е, сметам дека секој предлог треба да се разгледа. И би сакала да видам некои компаративни анализи, каде тоа до сега се применувало, во кои земји, какви резултати дало таков метод до сега. И би препорачала на крај дека сепак, бидејќи ние сме функционери избрани од граѓаните, дека можеби најелегантно решение би била една изборна единица и отворени листи, кога гласачите ќе гласаат директно за личност, а помалку за политички Добро, партии. мораме да завршуваме, нистече времето. Ако имате... ова би сакал Ама само. кратко, многу. кратко. Да. Фала ти. Значи, за мене оваа иницијатива што прв пат ја слушам, е враќање во средниот век. Значи, тоа е лов на вештарки. Докаде ќе идеме со оваквите работи? Прво, тоа не е одржано од неколку аспекти. Прво, за различни видови психоактивни субстанции, нашето тело дава знаци при тестирањето и тоа зависи од многу работи, во различни трае пократко или подолго време. Пример, канабисот, вие можете дури после 3 недели, зависи од тестот и од други фактори, да бидете детектирани дека вие сте користеле канабис. Значи, зашто зборуваме ние овде? Дека ќе го судуваме луѓето кои што користеле еден џоинт пред 3 недели и дека тие се неспособни да носат одлука. Зашто стварно ова е, мислам дека е враќање во средниот век и нигде не постои вакво нешто. Значи, постојат одредени истражувања колку политичарите користат евентуално дроги, но тие се независни, односно, пример ќе кажам, во италијанскиот парламент се зима од берберот, кај што сите се примероци од коса и се утврдува колкав процент се одржи кој вид на психоактивна субстанција и се прават математички пресметки колку од нив би може да користат. И толку не се оди тоа во без да се персонализира. Без да се персонализира. Што доколку некој е корисник, а граѓаните го бираат, а он јавно го кажува. Што правиме со активно и такво? пасивно. Мораме да завршуваме, Ова уште е само минута. за крај, така. Би сакал и само да напоменам, бидејќи ова го актуализираше прашањето односно моментот со господинот пратеник Павле Богоевски, кој човек што се залага за легализација на канабисот и декриминализација на употреба на сите наркотици. Сметам дека било лицемерно од моја страна да го осудувам господинот Богоевски или да барам одговорност од него и навистина не сметам дека треба поради тоа да си поднесе оставка. Меѓутоа некаков тип на морална одговорност сметам и поднесува веќе, сметам дека осуда на јавноста поради неговиот
ја би нарекол перфиден обид да игра на емотивна карта, односно да се повикува на болни, дозволете на болни и на уживатели. 2,5 години господинот Павле Богоевски е пратеник и јас не го памтам неговиот особен допринос, а тој има реална моќ Учествуваше во да јавната направи и учествуваше во јавната расправа и секогаш се бори, беше за Моника кога протестира, излезе од седницата, сега 2,5 него години брана, имаше меѓутоа повеќе од доволно пак време излесувам, да направи и предлог законски измени и малку е симптоматично зашто сега му во тој момент реагирав, не претходно и само би го советувал да веќе не се истрчува со таков тип на изјави, мислам за да се дополнително Николова мисли поинаку дека бил активен, не би се согласила до крај, знам дека беше во поддршка на Моника и гласноговорник е и учествува во сите дебати и се... Но крај, готово. Благодарам што бевте дел од 360 степени. За мене беше интересно, верувам и за публиката. Се надам дека ќе можеме да ја продолжиме во еден момент оваа дебата и да дебатираме на конкретно законско или законски решенија. По паузата е саботажата. Недостигот на издржани аргументи е непримерно да се компензира со факти што не одговараат на вистината. Оправдувањето за погрешните политички проценки со неподкрепени тези е само начин на кој се влегува во трка за позиција, а не реално согледување на ситуацијата. Доколку имаше фер услови за политичка борба, доколку немаше притисоци, избор инженеринг, доколку немаше мапирање на терен, списоци 1+10, значи нешто против што актуелната власт порано се бореше, јас уверувам дека професорката Силјановска ќе ги добиеше изборите. Дополнителна аргументација за тоа дека ретроградниот етнонационализам, а не непостоењето фери демократски услови за надпревар се причина за неуспехот, не дава никој друг, туку поразениот кандидат. И наместо како пех, тој предизвикан јас се акцентира како адут. За мене гласале повеќе од 100.000 македонци одошто за против кандидатот, дури 132.981 глас дошле од албанските гласачи, иако е малку чудно во 21. век да ги делиме гласачите на македонски, албански, турски, ромски, сите гласови се еднакви, но ако однапред ги делиш и ги димензионираш според собствените потреби, тие не може да бидат еднакви, како упорното инсистирање на правото, ама без политиката, од кое тоа, за жал, извира. Политиката е таа што го диктира правото, па дури и тогаш, кога тоа е на вистинската страна. Не може да ме сменат, мене како мислите да ме сменат? Со законот. Со кој закон? Политичката математика и во овој и во сите други случаи покажува дека не е логична дисциплина. Кај неа вишоците не се калкулираат како плюс, туку се множат со нула. Такви се очекувањата и за пресметката со навистина преку бројните членови на кабинетот, кои освен задоволување на коалициските апетити, не даваат никаква калорична вредност, ниту пак ги знаат, дури и оние што би требало да бидат наинформирани. Па еве министри без ресор, еве сега да ви дадам. За да ги Како запознаеме да ви понешто стави бе. некој пиштол на глава, ќе кажете ли кои се министри без ресор? Ајде, Младен, те молам да те испрашам, дали ќе ги изрецитирам. О, па добро информиран новинар го знаеш. Добро, понатаму. Зорица. Така е. Како се презива? Тројца. Се ќе биде во ред кога нема да се гледаат имињата и презимињата, туку квалитетот на понудата. Неговата постојана деградација со семејните родослови и партиските списоци придонесува да се креира стандард по кој секоја администрација станува препознатлива, ама не по тоа што треба да ја краси. А тој влегол у јавен сектор со партиска книжка за да не работи, за да биде у функција на партијата, не да работи. Кој приватњак ќе земе некој кој што иде по улица Македонија по цел ден пие кафе? И на крајот, веројатно е време правниците да почнат да се занимаваат со медицина. Ние имавме гангрена. Ако сакаш да се избориш со гангрената, треба да исечеш, при што сечеш и здраво ткиво малку, за да можеш да спречиш ширење на гангрената и за да можеш да го спасиш она што треба да се спаси. Наместо тоа, ние почнавме да ставаме фластирчиња, да прскаме нешто, некој спрејчиње и слично. Сечењето е грубо и не изгледа убаво, но тоа е единствен начин организмот
да остане жив. Пријатно завршуваме за вечерва, се гледаме в понеделникот 22.